Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на 24 анализа. Вечерва имаме уште една образовна тема, особено за реформата екстерно тестирање, што практично би значило истото, бидејќи се поизвестно е дека ќе има нов концепт. Надлежните најавуваат нов концепт, но што практично би значил тој и дали за многу кус период може да се донесе заеднички прифатливо решение за сите засегнати страни. Вечерва заедно со нас во студиото се универзитетскиот професор Ненад Новковски, поранешен министер за образование. Добро вечер. Добре дојдовте. И професорот Душко Стојановски од гимназијата Орце Николов. Добро вечер и до вас. Добро вечер. Како што на самиот почеток во најавата споменав, се поизвестно е дека ќе има нов концепт за екстерно тестирање, барем според денешната изјава на министерот за образование Адеми, кој што рече и потенцираше дека нов концепт ќе има, но померка на сите засегнати страни и преку јавна дебата. Очекувате ли дека такво нешто ќе се случи, особено по онаа хронологија на настани која што се случуваше минатата учебна година? Па, јас ќе почнам прво со мало одстапување, една мала дигресија. Односно, како повод ќе ги земам врвните креативни остварувања на владините медиуми, каде што се функционира според македонските народни приказни. На секоја од тие телевизии има по еден таков циклус на такви емисии. И за мене тие ме поттикнаа да размислам за нешто што во тие народни приказни излегува како мудрост. Една народна приказна зборува за едно мало овчарче и за неговата лага дека дошол волкот да ги грабне овците. Еднаш излажал, дошле селаните, втор пат излажал, дошле селаните, третиот пат веќе не му верувал никој, и воопшто не реагирале селаните, иако тогаш веќе волкот навистина бил дојден. И нашиот волк исто така постапува. Минатата година имавме сериозни проблеми, реакција на учениците која што произлезе или се покажа како нешто кое што е многу значајно во функционирањето на овие млади личности и ги натера на некој начин да одат и на протести кои што останаа сериозно забележани. После сето тоа, да речеме, излезе некакво размислување од Министерството за образование, патем речено, морам и тоа да го спомена. Каква страшна работа беше тоа, што еден докажан насилник беше оној што преговараше со учениците. Нешто што, мислам дека не смее во една сериозна држава да се случува. Некој таков човек да биде доближуван до ученици, до лица кои што, да речеме, се уште не се полнолетни личности. И реков, сето тоа водеше кон некои такви размислувања дека ќе се создадат некакви работни групи кои што ќе бидат составени од луѓе од Министерството за образование, од луѓе од практиката, оние кои што работат во средно образование и од ученици со кои што ќе се изнајдат некакви решенија за да се направи некој соодветен концепт за сето тоа. Не се формира ништо, потоа помина и летото, било одмори и така натаму, не се формира никакви работни групи, ниту некој знае дали се формирале такви работни групи. Почна и оваа учебна година, никош никој од оние што работат во образование не слушнаа дека има некакви работни групи кои што прават концепт и одеднаш сега излегува, имало нов концепт. Ќе имало нов концепт на ЕСЕА, тоа имало и ќе имало, тоа се многу сериозни разидувања во сето тоа. Дали има и дали ќе има, различно е. Ако има, кој е тој што работел на ваквиот концепт? А ќе има, па кога ќе биде изработен тој концепт, кога матурантите, обично на почетокот на второто полугодие, веднаш полагаат екстерен испит. Остануваат секакви сериозни дилеми на сето тоа. А ако појдеме од она приказна што ја споменав за лагата, тогаш кон што води се ова? Ова е уште една обична лага со која што се купува времето и се играат така наречените надлежни од Министерството за образование со сериозни
проблеми создавајќи, си играат со генерации млади личности, си играат всушност и со нивните семејства, си играат со оние што работат во образованието, едноставно покажуваат дека на друг начин ја сваќаат она позната парола образованието било моќ. Професоре Новковски, дали според онаеве што се случуваше минатата година, делумно што го спомена професорот, дали може да се очекува сосема нов концепт за околу краток период, бидејќи, како што споменавте, матурантите ќе бидат веќе во јануари, на почетокот на второто полугодие, тестирани со екстерни испити, а од друга страна, колку е битно средношколците, учениците да бидат вклучени во креирање на еден ваков концепт? Кај нас има многу негативна пракса да се создаваат и именуваат концепти во образованието на краток рок, што е страшно лошо, незамисливо во образовен систем. Образовните системи се едни од најбавно менувачките системи со најголема инерција. Не напразно се вели дека во образованието еден ден трае една година. Никоја сериозна држава не прави потреси во образованието затоа што тоа носи само штета. Ништо полезно не може да се случи, дури кога би биле најгениалните луѓе што го прават тоа, ако се прават такви брзи потреси, а кај нас пак дури е обратната ситуација, најнеупатените луѓе во државата се занимаваат со менување на образованието, што е апсолутно недопустиво од кој да било аспект. Во тој поглед, два основни принципи на реформите на образованието се урнати. Првиот компетентноста, дека промените може да ги прави некој што ги разбира работите, да ги води промените, секако треба да бидат вклучени и сите други фактори и дека тие промени мора да бидат многу бавни. Значи, концепт не може да се менува за една, за две, за три, за 5 години. Концепт е нешто што претходи на некоја голема промена, која што ќе се спроведува повеќе години. Или, како што се циклусите во образованието, значи 4 или 8 години. А за 2 месеци? За 2 месеци тоа апсолутно значи потрес, а не концепт, не промени, тоа значи уривање на образовниот систем. Ако некој се обиде да прави брзи промени, тоа значи сака да го урне системот, сака или да направи нешто друго, што секако тешко дека ќе го направи. Ние имаме 1000 годишен образовен систем, кој што е развиван до највисока степен во последниве 7 децении. И тука промените мора да бидат направени најстручно, највнимателно и точно во определени сектори кај што мора да се направат таквите промени. Сите оние што се обидуваат да прават големи промени, прават огромна штета на општеството. Од сите страни, од кај да се сите оние што кажуваат дека наеднаш ќе сменат се, дека ќе направиле нешто добро, ќе направат само лошо. Во образованието мора да го знаете целиот систем и да ги поправите оние точки каде што е слабо, каде што треба да достигне подобри резултати, каде што треба подобро да функционира системот, за да може да оди напред. Се друго е на голема штета. И во тоа, значи во прв ред треба да се вклучат оние што се најупатени, пред се експертската заедница, а не сите други, не политичките фактори кои што најмногу се наметнуваат и кои што очигледно ставаат некои политички агенди пред професионалните, што е апсолутно недопустливо. Професионализација, а не политизација и партизација во образованието мора тоа апсолутно да биде искоренето. Она што се прави треба пред се да го има белегот на професионалноста, да се направи најдобар систем. И тука понатаму треба да се вклучат и сите страни кои што се заинтересирани, сите фактори, вклучувајќи ги и учениците, и родителите, наставниците, секако во прв ред, после оние експертите кои што ќе бидат вклучени, а одлуките кои што ќе дојдат на политичко ниво треба да бидат засновани пред се на таква една подготовка која што ќе ги помине сите овие чекори и ќе биде дојдена до тоа највисоко ниво каде што политичкиот фактор само ќе ја донесе конечната одлука. Би сакала и двајцата ова прашање исто да го
образложиме или можеби да кажеме во делот на кога ги споменавте учениците, можеби во суштинската и во содржинскиот аспект најклучно е да се вклучат практичарите и експертите. Меѓутоа, од друга страна, вклучувањето на учениците колку е битно, особено во време кога јавно го искажа своето незадоволство, а од друга страна посочија на клучни проблеми и ги детектираа грешките во самото тестирање. Она што за нив можеби представуваше и своевиден стрес, особено за оние кои што завршија со негативни оценки во свидетелствата. Професоре. Па ниту во образованието, и во некои други домени кои што се однесуваат за функционирањето кај луѓето, не смее се да оди хипотетички. Затоа што хипотетички ќе бидеме оддалечени од она што всушност ќе се случи, бидејќи ние ќе смислуваме некакви или ќе се обидуваме да најдеме решенија за нешто кое што ќе се однесува на одредена група луѓе, одно во овој случај ученици, ние мора да почувствуваме како тоа всушност ќе се одрази на нив, на кој начин нив ќе ги погодиме. Сега, господинот професор убаво кажа сега дека тоа е еден долгогодишен и годишен концепт кој што постојано се надградува, што се вика образование. Ама тој термин образование всушност носи во себе и некои значења кои што се многу важни, бидејќи терминот образование забораваме ние дека поаѓа или доаѓа од еден старословенски збор, што всушност значи дека ние помагаме да се создаваат личности. Бидејќи доаѓа образ, лик и така натаму, всушност образование во некоја смисла оличноснување на ние помагаме да се создава определена личност, а за да помагаме во сето тоа ние треба да ја познаваме личноста. И затоа мора да допреме до учениците, да видиме што е тоа, бидејќи денешниве ученици се премногу со бројни информации, каде и да се завртат, тие добиваат информации. И премногу се растргнати од сето тоа што им се случува во овој ваков современ систем на живење, особено овде кај нас, каде што немаме некоја сериозна контрола на тоа колку имаме однос кон интернетот, колку имаме однос кон мобилната телефонија, на кој начин сето тоа функционира, колку помагаме ние или на кој степен се учениците или младите луѓе кога се соочуваат со сето тоа. Како тоа на нив се одразува. Сите тие работи ние мораме убаво да ги согледуваме и да ги согледуваме од едно такво ниво какво што би било едно експертско согледување, ама и нешто кое што ќе произлегува од директен однос со нив, да се види всушност на кој начин нештата на нив се одразуваат, на кој начин ќе реагираат тие ученици, кој е нивниот сенс за сето тоа. И од тие искуства потоа да успееме да направиме некакво подобрување кое што ќе помогне. Зашто? За она што го спомена веќе, да се гради една вистинска личност. Интересно е овде мора да споменеме дека вие доаѓате од гимназијата Орце Николов, која што покажа најдобри резултати и најодличните, да кажам, ученици беа во првите редови за детектирање на проблемите не само за реформата екстерно, туку генерално во образовниот процес. Што е она што нив не им се допаѓа и какво образование сакаат? Па, горе-долу, бидејќи јас многу сериозно се однесувам со своите ученици, многу блиски релации воспоставам со нив, многу ми се отвораат и ми помагаат да согледувам вакви работи. Токму и затоа зборував за тоа оличноснување. Ние во овој систем на образование главно забораваме дека тие се личности. Ние јас имам среќа да предам таков предмет, македонски јазик и литература, кој што има 4 часа неделно. Што значи 4 пати со една група ученици, јас во неделата по 1 час постојано поминувам и низ разни дискусии дознаам многу работи за нив. Меѓутоа, системот вели дека еден, да речеме, професор по физика, тој има 2 часа во неделата.
и има многу голем број на паралелки низ кои што ќе поминува. И практично еден професор што 2 часа во неделата едва и запомнува имињата на учениците, а не да ги запознае како личности за да може да им приде. И токму тука произлегува тој проблем. И потоа, да не зборуваме за програмите што ги имаме ние сите, во сите предмети. Тоа се пренатрупани програми, ние трчаме низ програмите. И на тој начин ги осакатуваме, тие се преполни со информации, а малку можат да го сварат сето тоа и малку можат да допрат до вистински да го запознаат она што го учат. Затоа што набрзо после од како ќе добијат оценки, ги забораваат тие информации што ги научиле и ги оставаат некаде длабоко. И случајно, и ова е страшното што велам, случајно ако во животот дојде до некоја ситуација во која што ќе му притреба нешто од сето тоа, па некако да го исчепка, да се потсети на тоа, да го доразработи и да го открие, да вистински да го знае. Значи, мора за тие работи да се води сметка. Сето тоа произлегува токму од таа работа со тие ученици, токму од нивните размислувања, и тука ние треба да го бараме она што е решението во образованието. Професоре Новковски, може би следствено на ова да го поврземе, минатата година учениците се организира, па и наставниците и професорите, во пленуми кои што јавно го изразија своето незадоволство поради проблемите во образовниот процес. Дали ова е сигнал дека се детектирани проблемите и дека мора да се работи на нивно решавање? Токму тоа укажува на страшното промашување со примената на екстерното оценување. Тоа е разбирањето на власта на екстерното оценување токму обратно од она што треба да биде. Тоа треба да биде насочено кон запознавање на проблемите во системот од страна на државните власти, на администрацијата, на Министерството за образование. Овде кај нас се случува обратно, се користи екстерното оценување за санкционирање на учениците и на наставниците, а треба да биде токму обратното. Преку него треба да се дознае што недостасува, што им недостасува на наставниците, што им недостасува на учениците, дали е лош приодот во изнесувањето на материјата, дали нема доволно нагледни средства, други услови и така натаму. Екстерното оценување во прв ред има такви цели, да се добие представа за тоа како функционира системот, да може државата да се насочи кон подобрување на тој систем. Кај нас, реков, тоа е апсолутно обратно, кај нас државата е насочена кон тоа да ги санкционира наставниците и учениците, колку што може повеќе да се изрекуваат казни и финансиски, преку оценки, и преку создавање на ваков еден лош амбиент, и тоа апсолутно мора да биде избришано од тој систем. Мора да се посвети екстерното оценување на главната цел да се добијат податоци за тоа како функционира системот, да се добие една додатна мерка за постигањата на учениците, што мора да им биде дадена на располагање на наставниците, за тие да си имаат едни додатни сознанија за оние што веќе ги стекнале преку континуираното оценување на учениците во текот на годината. Така, минатата година голем дел од учениците излегоа на улица на протести, кампуваа дури пред Министерството за образование, веќе за следната недела најавуваат нов протестен марш поради незадоволството. Дали тоа е дополнителен аларм за не само за нивното незадоволство, туку и за реалните проблеми? Па, не дека е дополнителен аларм, туку јасно е дека тие одново чувствуваат дека се запоставени сосема и дури се посмели, например, од колку што сме ние кои што работиме во средното образование. Затоа што и ние би требало да реагираме слично како што тие реагираат, односно да го кажеме својот став, да се види ова што го зборуваше професор за системот кој што всушност се обидува сосема да не урне, затоа што едноставно на овој начин на кој што цело ова функционира,
Оној што работи во образование е целосно згазен, не само потценет, туку згазен. И нормално и учениците тоа го забележуваат. Игнорантски однос кон сите оние кои што се засегнати за нешто. И да им се понуди некаков, рековме, нели, од почетокот уште, некаков концепт за кој што никој не знае што е. А во основа, од овие искуства што ги имаме, концепт кој што веројатно ќе продолжи само со ваквиот систем кој што не води кон подобрување или кон, како што рековте вие, откривање, детектирање на тие недостатоци и потоа да може сето тоа да се надградува, туку едноставно да се контролира. Да се контролира наставникот, да се контролира ученикот, да се контролира семејството, сите да се контролираат. Контролата е потребна, ама таа не смее да биде цел сама за себе. Продолжуваме со разговорот, но предлагам да погледнеме еден блок на реклами. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќна добитничка на 100.000 денари. Овој пат е Милановска мица од Куманово. И па на здравје кафе со Елит кафе. За некого откажување од целта, за него предизвик за победа, за некого потежок пат, за неа невообичаен. Новата генерација теренски возила на Мерцедес-Бенц. Според остварените резултати за 2014 година, Телекабел е 29-та фирма по успешност во Македонија. 18 години достигнувања. 18 години со вас. Почитувани корисници, ви благодариме на довербата. Во мојот ресторан секогаш му верувам на својот мос. Многу ме радува кога целото семејство ужива во мирисот на нашите јадења. Затоа, кога носот ми тече или е затнат, веднаш ми треба проверено и ефикасно решение. Оперил го олеснува дишењето на нос за целото семејство и децата. Осетливите носеви бираат Оперил. Врвен поглед. Врвни достигнувања. Новиот Mitsubishi Outlander со над 100 нови подобрувања. Врв во својата класа. Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пејзаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. За да го зачувате моменталниот животен стандард и во пензионерските денови, за дополнителна пензија, мора да почнете да штедите веднаш. Државата ви помага при штедењето. Добите поврат на персонален данок од државата. И НЛБ Пензија Плюс ви помага при штедењето. Добивате принос на вложените средства. Јавете се на телефонскиот број 15 500 или посетете некој од експозитурите на НЛБ Тутунска банка. НЛБ, нов пензиски фонд. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување.
better way. Продолжуваме со разговорот со нас во студиото. Уште еднаш подсетуваме се поранишниот министер за образование и универзитетски професор Ненад Новковски и професорот Душко Стојановски. Професор Стојановски, уште едно прашање. Споменавме дека средношколците најавија за следната недела протестен марш поради, како што велат, игнорантскиот однос на надлежните и бараат вклучување во креирањето и на нови законски решенија и на новиот концепт и за екстерно и за државна матура, доколку се направи таков. Наставничкиот пленум сепак ќе учествува во работната група за образование на СДСМ. Од каде излезе оваа одлука? Па излезе од една насушна потреба всушност. Бидејќи што, како што споменате, власта има еден целосно игнорантски однос, а тој проблем е детектиран и од ученици, што е жално, нели, ни такви личности ние да ги оставаме да ни ги детектираат проблемите, да не реагираме пред нив, и потоа од оние кои што тоа го работат, средношколските наставници, односно професорскиот кадар, јасно е дека има потреба да се реагира на сето тоа. И се, ако СДСМ имала волја да поттикне едно такво размислување, обид да се направи некакво решение кое што ќе помогне да ги надминува овие сите проблеми кои што се, наместо да се решават, постојано се таложат, тогаш нормално дека е добро да се направи еден таков обид. Подобро е отколку ништо да не се прави. И тоа, иако нормално веднаш ќе биде оквалификувано како некаква политизација и така со разни етикети, сеедно какви и да се етикетите, суштината е битна. Суштината е токму тоа, да се изнајде еден вистински концепт за еден можен закон за образование кој што ќе одговара на потребите на сите кои што се засегнати од сето тоа. Да излезе дека всушност законите нема да бидат во интерес на една мала групација, една врхушка од луѓе кои што се си прават за нивно добро, туку да бидат законите онака како што треба еден законодавен дом да ги прави, да бидат во интерес на граѓаните за општото добро на една заедница, затоа што тој законодавен дом не им треба да им одговара, на заедницата. Сегашниот законодавен дом всушност функционира како еден трговски цех. Само гледаат која е цената за кревањето на раката. И сите закони така ни одат. Ова се некакви очајнички, да речем, или не се очајнички, може би и подлабоко осмислени обиди да се надминат ваквите ситуации. Но сепак, од една страна, нели, сепак наставниците велеа дека не сакаат да бидат партиски поврзани, да не се меша политиката, овој пат сега има нова димензија оваа вклученост. Па не знам дали е мешање на политика, ако ние што ќе учествуваме во сето тоа, не интересира само она што е домен од нашата професија. И не интересира некои други конотации кои што можат да се најдат во оваа смисла блиски до она што ќе се случува. Но пак јас ќе речам, суштината, ако е суштината да се направи соодветен концепт, сериозен за еден закон за образование, кој што ќе одговара на нашата заедница, тогаш помошта од некоја си партија е добро дојдена. Добро, тоа е ваше мислење, ќе видиме како ќе продолжат овие преговори, кои ќе бидат резултатите од истите, секако можеби во некоја следна емисија би позборували за тоа. Професоре Новковски, опозицијата, еве кога веќе зборуваме во тој дел, побара укинување на екстерното тестирање и односно во делот на измени и дополнување на законот за основно и за средно образование, но тие нели не поминаа на собрание. Од друга страна, мислам дека многу малку се зборува за еден нов сериозен закон за Академијата за наставници. Што практично би бил тој закон, бидејќи е замислен како
стручно усавршување на студентите произлезени од наставничките факултети, но дали ова би значило дека би се формирал паралелен образовен систем? Апсолутно тоа означува уривање на целиот систем и одново создавање на нов, односно револуционерна мерка, нешто што се случува кога во државата има општествена револуција, кога се сменува не само власта, туку и системот и се уриваат институциите. Но овде е трагично тоа што се урива милениумска институција. Не станува збор за уривање на институции од претходна власт, како што е, например, било со социјалистичкото уредување кога дошло па направило драстични промени. Во овој случај се работи за образовен систем кој што не треба воопшто да биде подложен во таква мерка на идеолошки, политички влијанија, кој што треба само да биде надоградуван во насока на најдобрите пракси од новите времиња. И тоа е една изразено лоша работа на која што очекувам дека сите ќе се спротивстават. Наспроти на она што се случува, ве спомнавме различни групи, предлози на закони, заменување на многу закони, предлози дека треба целосно да бидат сменети законите, што е исто така многу лоша иницијатива, затоа што ние веќе имаме систем од осамостојувањето, ние 4 век градиме образовен систем, темелите се поставени, има работи што се погрешени во ова време во екстерното и тоа точно се детектирани, се знае, тоа е санкционирањето на учениците и на наставниците со екстерното и некои други детали кои што се повеќе технички, додека основата на системот е нешто што не би требало никој да си дозволи да го чепка. Јас би рекол дека не можеме да го разбираме образованието како поле за политичка битка помеѓу партиите во никој случај. Она што треба да се прави е најстручно да се действува, да се поправат токму оние недостатоци кои што постојат во системот, да имаме подобро образование, да се доближуваме кон поразвиените земји, но тоа може да се направи само доколку најстручните луѓе бидат вклучени во тие соодветни интервенции кои што мора во секој случај да бидат минимални. Ова е нешто на што би морале сите да се спротивстават најжестоко, создавањето на таков паралелен систем, на нова образовна елита која што треба да ја истисне старата, која што очигледно излегува дека е неподобна затоа што била создавана во некое друго време, што е уште и пострашно, бидејќи се работи за 25 години на самостојна демократска Македонија. Од тој период најголемиот дел од луѓето што работат се кадри создавани во овој период, што значи дека тоа е раскинување и со нашата традиција на самостојна држава и мислам дека е најумно од иницијаторите самите веднаш да се откажат од таа замисла која што навистина може да донесе огромни штети на нашето образование. Професоре Стојановски, кога сме веќе кај Академијата за наставници, верувам дека сте информирани што практично би значила таа и што ќе нуди. Меѓутоа, дали би се ставиле професорите и наставниците, наставниот кадар во една нерамноправна трка? Дури па можеби да стравуваат за работното место? Сигурно. Меѓутоа, јас го поддржувам ова размислување на господинот Новковски, дека сите кои што всушност согледуваат и да се побунтуваат, всушност не бунтуваат на некои надворешни елементи, туку внатрешно да реагираат на сето она што е поврзано со една ваква замисла и таа воопшто и да не се појави. Дали е навистина потребна една ваква нова институција, академија, која што ќе ги избрише сите? Ние имаме такви факултети на кои што се подготвува кадар кој што треба да работи во образование. Веројатно, статусот на професорот е толку урнисан, што за жал, веројатно професорот уште поубаво знае, бидејќи се соочува таму со студенти кои што би требало да се подготвуваат за професори, може би да речеме се со некој помал квалитет, потенцијал внатрешен, природен,
кои што го носат, па потоа со некоја работа да го надополнуваат сето тоа, меѓутоа нормално дека тука некои ограничености има. Зошто? Затоа што всушност најквалитетните млади личности заради статусот што го имаат овие што работат во образованието, заради запоставеноста во која што се наоѓаат сите тие, не ги одбираат ваквите факултети. Одат на факултети каде што нормално ќе имаат подосна, откако ќе ги завршат, ќе имаат подобар општествен статус, отколку што би имале кога би биле професори, особено во средно образование или во основно, каде што секој ученик денеска, според начинот на кој што сето тоа функционира, малку ќе му го подигне гласот на наставникот, наместо да биде обратно, да речеме, иако не треба ни обратно да биде, и тој да молчи, затоа што не смее ништо да направи. Заради сите нешта кои што околу него стојат и му ги врзуваат рацете целосно. И со еден таков закопчан систем, да како ќе функционира еден наставник. И се одозгора уште некаква академија, која што, всушност, како што кажа професорот, ќе ги елиминира всушност неподобните до сега оние кои што работеле, а ќе ги промовира оние кои што послушно ќе ги спроведуваат нештата кои што се замислени. Значи, уште еднаш, посредно, целосно, политичко интервенирање во образованието, ама на еден перфиден начин, сокриено за термин академија, кој што нормално ќе биде промовиран како некакво врвно достигнување. И сега, не е логично ние да издвојуваме пари општествени, заеднички, нели, од буџети и од едно друго, да финансираме факултети во кои што ќе се подготвува кадар и да не му веруваме сега на тој кадар воопшто, па подново да го промовираме, да го праќаме на некаква дополнителна обука, на некакво дополнително образование кое што ќе се вика академија, одново да ги трошиме парите. Па не сме ние толку богато општество. Значи, богатите земји немаат ваков, не знам каков да го наречем овој систем на функционирање. Нема веројатно име никаде. Ова е некаков оригинално откритие на овие наши умни што не водат на овој начин на кој што гледаме како не водат. Дали, професор, ова би било практично недоверба во веќе постоечкиот систем, бидејќи педагошките факултети имаат нели можност за доквалификација за професорите од ненаставните факултети кои што завршуваат, а сакаат да влезат да предаваат нели во образование. Од друга страна, на педагошкиот факултет во Скопје има и центар за перманентна едукација, токму за модерните концепти во овие области. Системот е развиван долго време и унапредуван во последниве децении и постои уште простор за унапредување, но во никој случај не може да има недоверба во системот, да се поставува целосно нов систем. Тоа значи дека тоа мора да биде направено само во известна насока, во подобрување на постојниот, во надградување, без вакви драстични измени. Не може да се отфрли тоа што постои, затоа што тоа е една целина, тоа е систем. Вие не можете да отфрлите нешто што е поврзано од најниското до највисокото ниво. Затоа што од основното, од предшколското образование, па се до факултетите и највисоката наука, се е поврзано помеѓу себе. Од долу оди до врвот на знаењето, а од врвот на знаењето потоа се пренесува на другите степени и тоа е најрационалниот начин да работите. Вие не можете да увезете однадвор образование, ниту пак има смисла. Тоа го прават држави кои што се осамостоиле пред 10 години, па увезуваат систем однадвор. Нашиот е многу стар, изграден систем, треба само да се надоградува. Нема начин да се интервенира затоа што тоа е компактен цел систем, кај што само треба да се детектираат тие најслабите точки кај што треба да се унапредува и со тоа тој многу да се подобри, едновремено и со далеку помали ресурси. На овој начин како што се обидуваат, ќе
се направат огромни потреси, огромни штети, ќе бидат потрошени огромни ресурси, ќе се создаде огромен револт и незадоволство, ќе се создаде многу штета за целото општество, но не верувам дека можат да ја постигнат таа цел која што си ја поставиле, да направат систем кој што на нив ќе им биде померка. Но се предвидува зголемување на платите кај оние кои што ќе сакаат да ја посетуваат, кариерен развој поголем за професорите кои што ќе сакаат да земат лиценците од оваа академија. Така, секако ја гледаме таа пракса и сега на многу места истото тоа се случува. Тие така наречени подобни, кои што добиваат посебни привилегии, најмалку се некои на кои што човек може сериозно да се потпре. Така, професоре Стојановски, јас морам и ова прашање, при крај сме со времето, меѓутоа, бидејќи наставничкиот пленум реагираше конкретно за стартувањето на емисии ХРМ базата, чие што ажурирање е услов за функционирање на електронскиот дневник, се случило на почетокот на октомври, како што реагираа наставниците, наместо во август или на почетокот на септември. Имате ли реално проблеми со е-дневникот? Реагиравте на преобемна администрација, на процес еден кој што ве оддалечува од воспитно-едукативната дејност, поради тоа што морате да ги завршите сите обврски, оние административни обврски, но дали конкретно има еве проблем со овој? Па, тоа е секојдневен проблем, заради тоа паралелно водење на таа евиденција, постојана. Значи и во е-дневник, и во така наречениот тврд дневник, и во сите други работи кои што треба да се запишат, токму заради тоа секојаш трпи она што е навистина потребно, вистински образовен процес, бидејќи едноставно времето налага, односно физички не може да се постигне сето тоа што се бара и некаде мора да се одземе за да се наполни она што се наметнува како најважно, а тоа е таа водење на евиденција. И навистина тој електронски дневник проработе сега, минатата недела. Во средината на минатата недела, значи од минатата среда, тој почна да работи и сега, нормално, сите на него се нафрлаат, сите треба во исто време да оние што се одговорни да направат распоред, да го внесат, да направат прозивници, да ги внесуваат и сега тој веројатно не е толку квалитетен колку што би требало да биде, па неговото функционирање трпи, не може секогаш да функционира, бидејќи многу корисници одеднаш кога го оптоваруваат, немаме пристап како што треба. Сега тоа се работи кои што ни одземаат од енергијата, ни одземаат од нашата концентрација, значи јас ќе се возбудам, не сум успел тоа да го направам, затоа ќе ми направат забелешка. Еве како една мала дигресија. Минатата недела кај нас имаше инспектори од градот за проверка на овие тврдиве дневници. И на почетната страница од дневникот стои името на училиштето, општина и така, паралелка и така натаму. И на еден колега, што е класен, кој што се напишал Средно училиште за образование, гимназија Орце Николов, Скопје. Не напишал град Скопје. Сериозна забелешка, затоа што не напишал град Скопје. И сега, сите такви банални работи, споредни сосема, мене ме поместуваат, јас сум човек, кога функционирам, сите тие работи влијаат врз мене. Сум робот кој што не може тие да ги забележи и потоа што трпи? Трпи образовниот процес. И се оддалечуваме од она што е образование, кое што треба да биде центар на сето тоа. Во 2017-та, барем според преговорите на синдикатот и на Министерството, треба да замине во историја класичниот дневник, па во електронскиот дневник сигурно можеби ќе имате повеќе време се таму да внесете. Да, сигурно ќе имаме повеќе време. Јас, господа, ви благодарам што вечерва бевте заедно со нас во оваа 24 анализа. Верувам дека со повеќе теми и повеќе интересни информации ќе се видиме и во некое следно издание. Благодарам. Почитувани вам, ви благодарам што вечерва бевте заедно со нас. Останете со програмата на 24 вести во убаво расположение.